Криминал од омраза, национална дискриминација, исламофобија, бегалци прикажани како единствена закана на цивилизираната ЕУ. Ова се само дел од наративите на западните медиуми. Дали и вам ова ви звучи познато? Ајде да видиме што покажува статистиката. Неодамна Германската федерална канцеларија за криминалистичка полиција, БК, ја објави својата статистика за криминал од 2023 година. 41% од осомничените не поседуваат германски пасош. Медиумите и екстремно десничарските политичари ги сумираа осомничените од земјите со мнозинско муслиманско население. Додека пак друго истражување на општината Амстердам покажува дека муслиманите кои живеат во европскиот град редовно се соочуваат со дискриминација во училиштата, продавниците, парковите, транспортот и пазарите на труд, поради нивната религија и исламофобијата која владее на овие простори. Но што е поширокиот контекст на овој проблем? Ова е реалната слика низ цела Европа. Западните медиуми и политики селективно ги истакнуваат статистиките за криминал во кои се вклучени имигранти и муслимани, поттикнувајќи пристрасен наратив. Статистиката покажува висок процент на вклучени недржавјани кои честопати предизвикуваат ширење на антимуслимански чувства. Зошто е ова важно? Не постои конкретна врска помеѓу криминалот, националноста или религијата. Сепак, овие статистики се избрани за да поттикнат страв и предрасуди. Се работи за обликување на јавното мислење и политика. Екстремно десничарската реторика поттикнува дискриминација против муслиманите и имигрантите, а особено против бегалците од регионот MENA. И на овој начин доаѓа до ширење на омраза, нетолеранција и страв меѓу граѓаните на ЕУ.